Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва гледате мојот аутфит, не е стандардниот, не сум во кошула, туку сум во дрес на Вардар, пред мене шал со боите на Вардар и еден календар со легендарниот Кирил Симоновски, Джина, своевремено еден од најголемите играчи и тренери на Вардар. Зошто сум вака облечен, се разбира, ке ви кажам многу брзо, претходно да ви раскажам една приказна која што излегува од маглите на минатото, ке го речеме поетски, некаде 86-87 година, прилично мал на 6-7 години, со мојот татко, сега покоен, и со мојот постар брат, одиме во градскиот парк. Јас не знам точно каде одиме, имам 6-7 години, меѓутоа носам ваков шал на вратот. Одеднашка се приближуваме до трибините на градскиот стадион, тогаш само јужната трибина е изградена, другите се оние малечките, тие што се постари се сеќаваат, влегуваме тамо, огромна толпа на луѓе, како никогаш претходно во мојот живот, звуци, ехот, навивањето. И јас разбирам дека се случува нешто навистина големо. Игра Вардар во Југословенската лига. Јас прашувам за кого треба да се најува, татко ми вели за Вардар, се разбира за кој друг. Мојот постар брат тогаш тренира во Вардар. Седиме на трибината, главно се грицкаат, сончо глед ти семки, по некој можеби пие од оние старите шишиња на скопско пиво. Започнува надпреварот, пред него големиот Васил Рингов се поздравува со публиката за последен пат, бидејќи ја завршува кариерата во легендарниот клуб. Ова се сеќавања, се разбира, кој што на секој човек кој што доживеал фудбалски надпревар му значат многу, иако се поминати од тогаш 40 на години, ете јас никогаш не можам да ги заборавам, иако сум бил понатаму и на многу други надпревари. И овој вовед ми требаше за да го најавам вечерашниот гостин, помалку и се нежувам кога го кажувам ова, човекот кој што е синоним за Вардар, синоним за македонската фудбалска репрезентација, жива легенда, човек кој што на Македонија и донел многу радости и многу гордост, во исто време интелектуалец, со еден збор, човек класика, господинот Антон Дончевски. Добра вечер. Добро вечер, Драгани. Мило ми е што сум присутен тука, да ги подсетиме нашите симпатизери, па да не речеме и Македонија, за минатото, за кое што некои не знаат како минало, меѓутоа, добро е да се подсетиме и затоа вие прашувајте, за да го запознаете народот како било порано. Како било порано, да. Прво, благодарност голема што дојдовте во студиото. Вие долго време живеете во Австралија. Патот до Македонија од таму е прилично тежок и напорен. Патот пак од местото каде што сте сместени во Скопје до овде е нешто полесен. Вие сте во одлична форма, гледам, иако се ближите до 90-та година. Да. Нешто ситно до тамо. Уште една година 90. Да сте живи и здрави, барем уште толку ке речам. Нормално и вие сте со шал на Македонија, носите и шапка на која што стои познатата порека за Вардар. Вие сте неизоставен кога се зборува за Вардар. Знам дека некои од гледачите и порано се случувало кога зборуваме за Вардар, го толкуваат тоа како некаков локален патриотизам, како што реков, како некое давање предност на Вардар пред другите. Апсолутно не, ги почитуваме сите клубови, ги почитуваме сите надпреварувачи, сите фудбалери, сите спортисти воопшто, меѓутоа сега зборуваме за нашиот Вардар, за оној клуб кој што на Скопјани им е исклучително важен, а вие сте човекот кој што на Вардар му ги донел најголемите радости. Ово кажуваме во момент кога Вардар за жал не му оди баш како што треба, се мачи со долгови, се мачи со играчи, се мачи со тренери, се мачи со собствеништво, со некакви кавги кои што постојат на разни релации.
не сакаме да го политизираме, се разбира ова, меѓутоа тоа е фактичка состојба. Вардар не може да биде успешен дури ни во првата македонска лига, што делува смешно во споредба со токму таа 86-7 година. Тажно. Да. Не смешно, И туку тажно и смешно. Од 86-7 година, велам, кога вие го направивте шампион на Југославија во времето кога таму играше Дарко Панчев и уште голем број на легендарни фудбалери кои што за жал, колку што сега гледам повторно се ставаат во некои контексти што мене лично не ми се допаѓаат. Кажете ми, 86-87 година вие бевте на чело на Вардар со таа легендарна постава екипа која што стана шампион на тогашна Југославија, иако имаше проблеми Звезда или Партизан тогаш некако на Партизан на, како се вели тоа, на зелена маса се обиде да го украде. Преку судија за основен суд у Белград бара на Партизан да му се даде. Меѓутоа, претходната година Партизан купуваше, продаваше надпревари и тоа не можеше Шајбер да го поднесе, председателот на Фудбалскиот сојуз на Југославија. И тие ригорозни мерки беа на 5 клуба, не само на Партизан. Меѓутоа, тој сакаше преку Белградскиот судија на Сдружен труд да издействува, нему да му се дае, меѓутоа нас УЕФА и ФИФА не призна, всушност не сакаше да полемизира со нив, оти им прати Абер, така наречен, политички прваци не ни требат, нам ни требат прваци кои што спортски, на спортски терен се бореле. И да не заборавиме, пред неколку години од тогаш, Торино во Италија исто беше замешан во едни нечесни спортски работи и го истераа во втора лига. И добро е Партизан што го оставија у прва лига. Оти требаше и него, и Динамо, и Звезда да им го покажат патот во втора лига. Зошто го зборувам ова? Оти на почеток на првенство, на секое првенство, тие големата четворка се договараа кој ќе биде куп победник, кој ќе биде првак. Отворено тоа си го прави. Се договараа. И што беше? Тоа беше еден многу нечесен период на такмичење во Југославија. И ние, останатите клубови, биевме битка за опстанок, сите останати. И затоа на Партизан му рекоа не, нечесен првак не ни треба. И досудија они како што досудија и ние игравме во понатамошните такмичења со овие од Португал, Порто. Со Порто, да. Се сеќаваме на тоа. До тогашен 2 пати првак светски Порто. Така да, тој би рекол нечесен период преку нас се спречи понатаму да делува. Сакам да ве прашам, бидејќи сега се случува се и се што во фудбалот, во тоа време Вардар не учествуваше во овие матни игри. Не можеше да учествува, оти не дури бевме да сака. ние. Да, не бевме ние некоја таква марка за да можат и нас да не вклучат, да не искористуваат. Ние не бевме. Случај, да ви кажам, 61 година, ние бевме куп победници на Југославија. Ево, куп над преварите, тие лоши моменти не се случуваа. Оти, тие надпревари беа играш, губиш, одиш, испаѓаш од такмичење или ако победиш, одиш понатаму. И тогаш бевме ние прваци на Југославија. Вие тогаш игравте за Вардар, чисто да правиме разлика. Јас туку се вратив од војска и играв за Вардар и таа година ние и останавме во лигата и таа година ја и голгетер
на Вардар и до последно коло бев голгетер на Југославија. Динамо играше со Вараждин во Вараждин и на Јерковиќ му дозволија да дае 5 гола да ме Да ме понадмене по бројот на голови вкупно. Да. И тогаш тоа се случувало очигледно. се случуваше и тогаш. Иако вие важите за, ако не се лажам, човекот, фудбалерот кој што има дадено најмногу голови за Вардар, така? Јас имам 217 гола. Во што е вредноста на тие голови? Ние во таа Југославија, тогаш кога играме, имаше 12 клуба. Некако потоа 18 клуба или 16, кај што има повеќе екстра надпревери по 4 или 6. И затоа таа година бев како награда за тоа што бев најдобар играч, нели, у Вардар и во Југославија ме прогласија за 4-ти најдобар играч. Црвена звезда на една прочуена турнеја у Јужна Америка ме зема како зајакнување. Што значеше тоа да ги појачам нив? Меѓутоа договор со Вардар направиле, Вардар ќе ме пушти, ама кој ќе се вратам од турнеја да не може да одам у Звезда. Значи само за турнејата да играте со Звезда? Само за турнејата. И беше многу успешна турнејата на Звезда, велам. Таму со Ботафого игравме на турнир на теренот на Коло-Коло. Убави времења. Кај што ги убива, тете ми падна тага на истиот терен, Да. на турнирот, и игравме ние против Ботафого. Им дадовме еден гол, да ни вратеа 5, малку ќе беа, меѓутоа остана резултатот. И тогаш ги гледав ја и Диди, и Гаринча, Светска класа, апсолутно. на Амарилдо. И кога ја добиеше топка Гаринча, јас го гледав како игра, макар да ја учествував во играта и бев. Гаринча е еден од најголемите фудбалери на сите времења, да не се лажеме. Токму така. И Диди. Со прочуениот негов сув лист. Топката никој не знаеше каде ќе оди кога ќе удреше, он само неговиот суиграч. Така да тоа беа феномени тогашни. Кажете ми не сакам да ве прекинувам кога раскажувате, меѓутоа еве да одиме повторно во 86-87 година, ако ми дозволувате, кога сте тренер веќе на Вардар, а не играч. Сега е време на, веќе долго време е време на пари. Значи еден клуб се мери не стоја колку пари има за да може да си купи играчи. Халанд ќе окупите ако имате пари од арапските шеици или не знам, не прашувате за цена. Овде сепак зборуваме за некои времења кога фудбалот беше спорт, а не бизнис. Така е. Вардар се мачеше во Југословенската лига, одеше од прва во втора, па се враќаше назад и така натаму, и потоа доаѓа оној момент за кој што сите сме горди, кога вие го правите шампион на Југославија. Може би се погодило тоа што навистина феноменални играчи имавте, таа генерација која што не се заборава, меѓутоа никој не може да го спори фактот дека вие како тренер сте успеале да ги наместите, што се вели, на правилен начин. Како успеавте да ги измотивирате играчите во тоа време, бидејќи претпоставувам не сте можеле да им давате станови, коли, милиони? Прашањето е многу убаво, Драгане, да знаат луѓето. И тие старите да се подсетат сегашните. Јас кога играв, имавме тренери од озгора. Од надвор, сакам да речем. Добро. И тие доаѓа у Вардар и ни вика: пазите децо да не прими, кога одевме, патувавме надвор, да не примимо 4-5 комада. Автоматски делуваше на нас тоа од вторник, ни се повторуваше. И кога ќе отидевме надвор да играме, ние ќе изгубиме со 3, ние радосни. Дека не се 4 или 5. Токму така. Многу лошо во принцип. Меѓутоа, дојде
Чамински покоен председател. И му викам, јас Столе, а јас тренер веќе. Столе, викам, вака не оди. Ние од комплексите не можеме да излеземе вака. Комплекс на ниска вредност. Јас имам намера да сменам нешто. Донче, шо мислиш ти? Вика тоа. И јас тогаш му реков, во соблекувалната ќе ставиме фотографии од сите војводи македонски. И беа ставени фотографиите над закачалките кај што ги остававме лиштата, всушност играчите. И они прв пат се среќаваат со некои војводи македонски за кои што и чуле и не чуле, и не знаат ни кои се. За да им го крена моралот, комплексот од нижа на висока вредност и ги прашав кој тамо кај што сликата негова, кој е тој војвода, сите. И се доби впечаток и Гоце Делчев на врата ми стоеше пред излегување. Секој што излегуваше да игра мораше да го пипне Гоце Делчев и да рече играме за Македонија. Вау! Тоа многу позитивно делуваше. И кој ќе речев јас, јунаци, за кого биеме битка? За Македонија. Меѓутоа, не сакам да ги заборавам комитите. Јас ги имам формирано комитите. Комитите се формирани 1987, така? Токму годината кога станува Вардар. Токму, јас ги формирав нив и никој друг освен комитите не можел да влезе во собликувална. Јас кога ги подготвував за надпревар во Скопје, ќе влезеа и ќе речем на комитите, еве ви ги војводите, а на војводите, еве ви ги комитите, ќе биеме битка сите за Вардар. Леле, каква сторија, морам да ви признам дека уште еднешка се најжив, да? Ракче, многу позитивно делуваше тоа. Мотивација на највисоко ниво. Мотивација, да. Меѓутоа, за мене немало проблем. Тие деца биле мои, дали биле Срби, дали биле македонци, дали биле други. Да, но играле за Вардар? За Вардар играле. Отиде, не можам да го испуштам. Еден Вујадин Станојковиќ од срце играше. И само дигресија ќе направам за Вујадин. Заслужува тоа златно дете на Вардар. Го донесоа од Куманово и го ставија, а у Куманово играше центарфор, ама у Македонска лига. Не е исто прва лига и Македонска лига. И јас еден ден ми приваѓа, вика, Шкодоне, вика, јас да си одам, вика, нема место тука. Вика, и седосме кокошки и пилци, вика, нема со шо да се издржаваме. Добро. Дошле од Тетово, дошле од Прилеп, дошле од Врање. Да нудат на Вардар дресови за Вујо да му го пуштиме. Реко, не може Вујо. Ами Чичко Доне, вика, како? Вика, не може. Не може Вујо, ти имаш место кај Чичко Дончо. И како, кој место? Имаш место, јас бев, како у прва лига, бек игра прво. Ги научив сите работи бековски. А потоа игравте напред, така? А после играв центарфор у една утакмица кај што се покажав како центарфор, како голгетер. Дадов 4 гола на Брегалница и Джина ме остави. Немаше кој да му игра центарфор. И не сгрешил очигледно. И дадов 4 гола, дадов еден безобразен гол. Сега се срамам, а тога бев аџамија. Добро, а направивте контра спротивно, поточно со Војден Станојковиќ. Од центарфор го направивте бек. Од една страна офанзивен бек, а детето
златно дете. И направи по тоа европска кариера. Послушно, работно, изпълнително. Викам, ова да не го искористам. И офанзивен бек го бараа тие, како што претходно реков. И тогашниот председател, Джорджа Николовски, вика да оди, не може да оди, ја викам. Абе, вика, знаеш кој сум јас? Председател. Председател на управата, викам, овде јас сум председател. Како ќе го испушти ми, викам, за едни дресови, викам. Па греота е за тоа дете. И за Вардар ќе види. И Вујадин стана еден фудбалер за пример во Вардар. Пример им беше на играчите. Да сакам да кажам, имало и некои моменти што влијаеле и на успесите на Вардар, на игрите на Вардар. Така да се ослободивме од тој комплекс на инфериорност и веќе заличивме на тим. И тоа се покажа со резултати. Се покаже и надвор кога одевме, и Хајдо го победувавме, и Звезда, и Динамо. И играме и со Војводина добро, имавме убави резултати, заради тоа што веќе комплексот беше зад нас и ние добивме самопоуздање и затоа кај што одевме, не одевме да изгубиме, туку одевме да победиме. Со тоа наметнавте авторитет во клубот, па и во јавноста, што е многу важно, за да можете да си дозволите да му се спротивставите на, не знам, на председателот на управен одбор. Токму така. Што предпоставувам, па и во оние времења, исто како и сега, било доста компликувано, можело да ве чини кариера. Токму така. Токму така. Тие моменти се многу важни. Например, јас многу пати ќе се вратам назад малце. Сакал председателот Джорджа да влезе со цигара со облекувална пред надпревар. Ја ќе му речам, не може. Абе, вика, знаеш, јас сум председател. Председател може да сте, цигарата надвор. Вие ќе седите и ќе молчите. Еднаш ми вика, јас сакам да им кажам нешто. Настојува. Добро, викам, председателе. И почна он да зборува партизан шо бил, како напаѓале, шо напаѓале. Шо нема врска со фудбалот. И играчите го гледат и мене ме гледат како ќе реагирам. Оти ја бев јогунаст. И викам на играчите, чувте ли шо ви кажа председателот? Они ме гледаат, као да ме чувме. У Вардар да го фрлите тоа. Слушајте Чичко Дончо што ќе каже. Оти ние одговарам пред овој народ, пред Вардар одговараме. Тоа неговото што го кажа нема врска со фудбалот. Да сакам да ви кажам дека имало многу моменти кај што требало строго да се води сметка како јас се однесувам. И сум бил многу правичен према некои играчи што биле себични, што сакале да изиграваат некој господа на теренот. Сум бил ригорозен. Во името на клубот, на успехот на клубот, никој не бил повисок. Никој. Колективот бил Колективот пред се, така. Ова личи, морам да признавам, малку повеќе на Алекс Фергусон во Манчестер Юнайтед, кој што имаше апсолутен авторитет. Пријателот мој, ние се слушаме телефонски. Да, сер Алекс Фергусон исто така, нели, еден од најголемите тренери на сите времења, и токму оваа паралела на авторитетите навистина ми се допаѓа. Морам да ви признам, Чичко Дончо, слободно, дракче. Чичко Дончо, бевте и прв селектор на македонската репрезентација, кога се осамостои, нели? Знаат, сите се разбира за онаа победа против Словенија на гости. Сега мислам дека се одбележуваат 30 на години од тој легендарен натпревар кога победивме 4-1. 4-1, да дополнам нешто. Да, поведете. Се уште не бевме за официјални членови на ФИФА тогаш. Таа беше пријателски натпревар. И ме ставија мене селектор заради тоа што јас претходно Вардар го водев и имав успеси.
И мислам ги исполнив условите за да бидам селектор. И победивме, имавме хубав резултат. И одма да кажам, ќе поврзаш после ти друго прашање, предполагам, 94 година ја бев во склоп на делегатите за 94 година светско првенство и конгресот на ФИФА Тоа беше во САД, нели? во Чикаго. Да, во САД. И тамо требаше да не приме за официјален. Жоао Авеланш беше тамо, ние приложивме знамето наше, обично е вообичаено е да кажат тогаш оваа репрезентација Македонија ја примаме за стален член. Меѓутоа ние што го дадовме знамето, тамо Жоао Авеланш не ни го даде, туку го дава неговото на ФИФА. И Зинго, Бог да опрости, многу силен председател. И Жоао Авеланш му го дава, Зинго го гледа. Абе, овој не е наше знаме. По кратовски, за да го разбере Жоао. Тој па му го пика во раце. А он вика му, овој не е наше знаме. Браво, браво. Кажете ми, првиот официјален надпревар на репрезентацијата беше со Данска? Данска 1-1, со Данска дома, втора е таа. Да, со Данска 1-1. Надвор е прва. Таа ја гледав, мислам дека ја гледав од трибини. А имаше еден случај со Белгија? Со Белгија е таа. Каде што во Белгија, Во кој град беше сега не ми текнува, игравме со Белгија. И тамо се случува нешто кое што исто така вреди да се спомене во оваа емисија, Да. кое што го одразува и вашиот карактер и вашиот смисол за патриотизам. Драгане, да ти кажам, тешки моменти се тие, меѓутоа ќе се потрудам така реално да ги пренесам. Повелете. Цела ноќ ни сигнализираа дека утре ќе игра Македонија нити химна, нити знаме. И ние го контактираме, Бог да опрости, покојни Киро Глигоров. Се јавуваме, нема знаме, нема химна. Тој ни одговара. Решите вие што мислите, па кој ќе дојдете ќе се разбереме. Не. Ние да решиме, а после последиците ќе видиме. Го контактиравме Жоао Авеланш. Нема знаме, нема химна. Ленарта Јохансон на УЕФА. Гледајте, вика, вие снајдите се. И дојдовме во ситуација да одиме тамо со незнаење што ќе не снајде. Меѓутоа, златни деца Илијан Атанасовски и Слободан Несторовски, едниот беше генерален секретар, другиот беше мој технички секретар. Знаева за ова дека е ситуацијата таква. Отидоа они пред надпревар надвор да ги пречекаат многобројните навијачи наши од Европа, да им рече дршките од знамињата да ги извадат, да ги фрлат. Оти немаја да ги пуштат внатре. И како што е вообичаено, тие навијачите дошли, што се дојдени тамо на едно место, ги лоцираат. И им рекоа тамо знамињата, од тамо ќе се појавуваат. И сега доаѓа пред надпревар, јас седам на столче од надвор од соблекувалната. Играчите се соблекоа, им викам ја, чекајте Чичко Дончо што ќе каже. Се наближува времето за надпреварот и доаѓа делегатот, контролата. Тој е посилен и од судиите на терен. Што чекате мене, ми вика.
Се разбери, јас знам француски, англиски, така Вие да. зборувате 5 јазици, еве, ако некој се праша. Зборувам, да. Арапски, грчки. Арапски, баларби. И ми вика, па што чекате вие? Па треба да играт. Кој сте ние, ја му викам. Вие, ама кој ние? Имаме ли име? Како ќе кажете на спиката таму? Со кого ќе игра Белгија? Со вас не. Со нас не. На публиката ти кажете кои сме ние што ќе излеземе да играме. Па вика ќе ве суспендираме. Мене суспендирајте ме 100 пати, не Македонија. Одите да прашате таму и се вратите да ми кажете што ќе може. Химна или знаме? Отиде човекот, се врати по известно време и вика химната. А ние, Македонија, така бива, викам сега. Влегувам ја во соблекувалната и викам, јунаци, битката ја добивме тука, сега на терен да одиме таму. Кога ќе пееме химната, само химна ни дозволи. Сите ќе се свртите према нашите навијачи таму, симпатизери, со знамењата они, и ние ќе пееме химната, гледајки некај нашите знамења. И таму беше и Жак Делор. Исто така легенда, да. Да, председател на Европа. Да. Излековме, химната ни ја пушти и ние се пеевме со грбот свртени према VIP. Према VIP-то, така, многу важните личности, а гледајќи во нашите навивачи со Нашите знамењата. навивачи се испеавме и на почеток, како секој почеток може да се случи така, примивме гол, ама и го вративме голот со Чоко. Големиот Чоко, неповторлив. Големиот Чоко со едно носе по-добро од мене за. Така да им даде гол, а тој Прудом беше најдобар голман во Европа за тоа време. Да. И одиграме 1-1, важен резултат. Дозволи ми само да спомнам, првиот надпрвар, официјален, го играме со Данска дома, 1-1. 43 минути игравме без еден играч. Дарко Панчев доби црвен, така беше? Многу лош спомен имам за него. Јас се сеќавам на надпреварот, бев и многу се нервирав, иако бев дете тогаш. Сеќавам дека Панчев доби црвен картон и игравме, токму па не така. дадоа гол на крај. И беше казан, не можеше да игра овамо Да. у Брисел. Просто неверојатно звучи дека ние во тоа време со леснотија се носевме со екипи како Данска, Токму како така. Белгија, екипи кои што секогаш се во европскиот врв. Сега се мачиме на едно сосема поинакво ниво. Чичко Дончев, потоа бевте во Австралија, уште сте во Австралија, меѓутоа во Австралија исто така направивте една интересна кариера во клубот на македонската диаспора таму, нели? Одма драгче, да кажам, да бидам попрецизен. Престон Македонија тогаш играше во Националната лига на Австралија. Меѓутоа убедливо последен. Тој првата лига, така му доаѓа, прва лига. Првата национална, првата лига на Австралија. Оти таму 6 држави има во Австралија, не е само Австралија. Така да, јас кога отидов, најдов еден, би рекол и нормално, покажуваше табелата, хаос меѓу нашите. И што е многу битно, игра 8 души странци за мене, не македонци. И јас крваво се изборив да останеме во лига. Од 11 надпревари има 7 гола дадено само. Меѓутоа, тие што беа играчи што ги земале од дали шкоти, дали англичани или кои други, не биеле битка за Македонија. Биеле битка да поминат утакмицата, да се земат премија оти таму, дава премија и за победа, и за нерешено, и за учество на... Значи пари секако, па
Пари секако, велам, ќе се добијат. Така е, токму така. И останавме во лига, втората година, 7 бевме. Се случија настаните тука, се вратив јас со Вардар и останав тука и тогаш сум назначен за селектор на Македонија со Зинго и управниот одбор. И Стојан Тренчевски, Бог да го прости, и Ѓоко Атанасов од Гевгелија. Тие беа добри членови на Фудбалската федерација на Македонија, Фудбалскиот сојуз на Македонија. Така да за Зинго имаше некои приметби, меѓутоа он беше голем председател. Сиромашкиот, кога немавме пари да патуваме, он плаќаше да патуваме. Дресови немавме. На надпреварот со Словенија 4-1 дресови немавме да играат играчите таму. Срамота. Туку овој нашиот од Евробанка не помогна. Трифун Костовски. Трифун Костовски ни подари дресови. Беше таму присутен и со дресови подарени од него игравме. Та тие латините викаат пераспера ад астра, преку трња одавме да се избавиме од таа ситуација. И после следуваат циклусите, нели? Но, Дончо, сега живееме веќе подолго време, го реков тоа на почетокот, ова се времења на чист капитализам. Значи, фудбалот не се игра веќе од срце, се игра за пари. Така е. Кој има најмногу пари, тој плаќа, ги собира најдобрите и прави тим. Искрено во Македонија не можам да кажам како е, бидејќи кај нас па никој нема пари за да закупи не знам кого, меѓутоа факт е дека и лигата ни е слаба, ова не е ништо, не знам како да кажам, мој впечаток, туку ова е факт просто. Нашата лига е слаба. Да те дополнам, бе, драгче. Слободно. Тука се мешаат многу мине кои што уопшто не се компетентни или неупатени во фудбалот. Они носат играчи. Залутани во фудбалот. Да. Они одбираат играчи и ги носат, нажалост, у мој Вардар. Носат играчи кои што би рекол како залутани делуваат. Зошто? Тие може да се индивидуалци добри, ама не може да се вклопат во средината. А тука е колективни. Фудбалот не е индивидуален спорт. Не се научени да играат фудбал. Сите играат, ама фудбалери се само тие што го разбираат фудбалот. И затоа не може да се укомпонира Вардар. Не може да се укомпонира од издонесени си играчи за едно место, би рекол. По тројца, четворица, за друго нема. И некои што ги гледав ја на жалост, некои играчи не знаат, бе, драгче, да играат. Не знаат. Чекајте, вие ги следите и сега во моментов што се случува? И во моментов и од тамо на таблет ги гледам. Тоа сакам да кажам, ги гледате на преварите и на Вардар, што се случува и сега во актуелниот момент. Токму Навистина, така. ова е таа посветена на својот клуб. Затоа моje мислење да простат колегите тренери помлади. Добро е да ги учат. Не само да ги тренираат, туку и да ги учат за време на тренинот. Да ги научат кој каде треба да стои у напад, у одбрана, у организација на игра, така да има нешто смисол фудбалот да има концепција за време на теренот, а не на кого како ќе му текне. Па не може како да луташ по игралиште, па случајно да добиеш топка, да ти падне, да даеш гол. И фудбалот е наука, апсолутно. Наука од секога бил. Од секогаш. Меѓутоа сега е подинамичен. Сега е понапреден фудбалот. Зошто? Заради тоа што квалитетни играчи се стварат преку тренажниот начин на тренирање,
концепцијата и тренерите се постручни. Значи ги распоредуваат играчите кај што најмногу може да дае играчот. А тој нашиот што отиде у Звезда, го пратија таму у Интер. Аха, вие зборувате за Дарко Панчев. И тој у Звезда што отиде. Добро. Таму имаше 4 светски играчи. И јасно е дека тие чуваат Просинечки, нешто, само 3 може да играат. Савичевиќ. И Од Звезда, за тоа зборувам. не, за Интер А, зборувам. во Интер веќе, да, добро, во Интер се случи тоа што Во се случи. Интер, така да не имаше место, мислам, изгуби осет за давање голови. После отиде Лајпциг, не знам, отиде у Швајцарија и тоа е историја, не сакам понатаму да зборувам за него. Добро, очигледно тука има некоја, ај нема да речам негативна линија, тука има еден момент на очигледно имало некое недоразбирање или грешно. Драгче, ако ме тераш да ти кажам, ќе ти кажам, бе, Драгче. Поверете слободно. Па ја како тренер, Джине за мене бил Господ Симоновски. Што ќе кажел Джина, тоа било закон за мене. Тоа е ова што го гледате, почитувани гледачи, на овој календар баш за октомври 2024. Кирил Симоновски Джина. Еден прекрасен човек како човек и тренер. Тренер кој што сакаше да не научи да играме. Не да трчаме таму, Јасно. туку да не научи да играме. Фаза на одбрана, фаза на организација, фаза на напад. Така да ние веќе добивме едно знаење фудбалско, да го искористиме таму. Не само да трчаме, туку да го искористиме трчањето. И понатаму не сакам да зборувам, беше свој глав за себе, себичен. Не сакам понатаму да зборувам. Оти не заслужува мојава уста да му го спомнува името. Добро, ова дека ќе го запреме, мислам се разбира, ваше право е, се разбира и господинот Панчев се разбира има право на своје мислење околу работата, не е важно. За да бидеш ти управо и ја. Во едно интервју тој го спомнува Вишнивец го створил него. А Андон Дончевски као да не му бил тренер. А за време на Андон Дончевски занал голгетер. Оти ја предходно бев голгетер и центарфор и голгетер на Македонија со 217 голови. Према тоа имаше што да научи, имаше, бар патем речено да речи, еден Дончо ме тренираше. Макар случајно, а? Макар случајно. А ја мислам, он најмногу научи од Исен, тој што го државаше теренот. Оти после тренинг Исен ќе ми рече, бе Донче, доста бе, вика, целото ми е дупки таму кај 16 метра, кај што се. Не можам дома да си одам, морам дупките да ги поправам. Да сакам да кажам, турците викаат, усул немаше. И затоа нема проблем. Мислам дека е јасно ова што го зборувате, секој ќе го разбере. Кажете ми за комитите. Вие спомнавте дека комитите 1987 кога се основани, всушност вие сте основачот. Јас сум основач, ги Веројатно собрав. и името беше ваша идеја. Мојата идеја. Ова треба да се забележи. Играчите беа војводи, А навивачите а комити. навивачите комити. Сега комитите и последниве години, според мене, а верувам дека е и објективно ова мислење, крваво се борат за Вардар да го одржат. Еве и да кажам и овој шал што го гледате, почитувани гледачи, овој дрес на мене и овој календар се дадени од мој пријател и сосед Гоце, поздрав до Гоце, Джери е неговиот прекар, човек кој што повеќе од 30 години е навивач на Вардар, дел од комитите. Едноставно, човек на кој што многу му значи клубот,
како и сите луѓе што се во комитите долги години, имаше некоја расправа сега неодамно кој може да биде комита, дали ако имате, не знам, 18 години сте комита, ако имате 40 веќе сте стар за тоа. Тие критериуми ги се менуваат малце. Јас мислам навивач е навивач за секогаш. Ако е верен и вистински поддржувач на клубот, ако боите му значат нешто, тоа е тоа. Вие имате добар однос со комитите? Да. И јас претходниот пат кога бев тука, јас бев у контакт со нив. Да. Дури и финансиски ги помага. Навистина? Дури и со совети ги помагав. Меѓутоа сега имам впечаток дека се тргнати настрана. За мене е тоа грешка. Тие мора да бидат секогаш. Присутни. Не да го водат тимот, туку да бидат присутни таму. Да го дадат своето, се разбира. Така е. И сега дојдовме во ситуација во Вардар на некого му се бендисувал некој играч и го носи у Вардар да игра. Не може така. Па критериуми мора да има. Па да се знае тој играч. Дали е навален, дали е среден, дали е одбрана. Не може ти да донес 4 играчи за едно место. И автоматски ти ги губиш тројца од тие. Така е. Еден игра, другите тројца греат клупата. Другите гледат. Клупата не дава Голови, апсолутно. Голови. Нити па ги брани. така е. Клупата дава одмор. И затоа мислам дека надлежниот тренерот мора да учествува во селектирањето. Ама зашто? Да си земи и одговорност. Не ќе го донесам Јанко или Марко, не игра и баш ми е гајле мене. Не, ќе го донесеш, ама ќе одговараш. Дали си го проценил добро? Затоа во Англија се нарекува менаџер. Тренерот Алекс Фергусон или не знам сега, не ги знам Да. по новите, е тој што ги купува играчите, тој што ги Така носи е. и одговара за нив. И се разбира. одговара за нив. Особено таму каде што милиони се во прашање. Да. И дури спонзорот сега Вардар што го спомнува Атила. Да, има некој нов спонсор. И тој мора да има покрај себе стручно лице. Покрај себе, па со него да разговара, па да добива мислење од него. Го имате Ринго, бе. Го споменав на почетокот. Па Ринго го имате, па тој треба да е таму. Добро, има впечаток дека луѓето кои што навистина се големи за Вардар како тим и за Македонија како репрезентативци своевремено или се повлечени тотално на страна, можеби самите така сакаат, еве не навлегувам, или кога сакаат да придонесат некако не се сногиат во целата приказна. И тоа е деликатно прашање. По мене прво најважно е тие што играле фудбал, едни играле и престанале. Тие што останале не се школувале. Мене Джина Симоновски ме чукаше по глава. Ми викаше, оди да учиш. Не е доволно што беше и голгетер и играч. Да бидеш пошколуван од играчите, за да те случаат, да не ти сукаат мустак. Чекодонче, малкумина знаат дека сте вие всушност врно образован. Обично постои таа некоја флоскула дека фудбалерите, спортистите не размислуваат со глава, туку со нозе, со раце, со тоа што го употребуваат. Токму така. Меѓутоа, вие зборувавте како ве учел вашиот тренер своевремено Джина, и вие имате стекнато сериозно образование. Тренерско, вие сте и професор. Јас сум професор по физичко образование. Јас сум висок тренер по фудбал. И јас заврши во Лилесхол во Англија за интернационален тренер. Да. На сето тоа зборувате, реков, неколку јазици, сте го поминале целиот свет. Зборувам заради тоа што сум морал.
пример сум морали Беларбија арапски да учам, оти кај што работев во Алжир и у Тунис, председателите му викам на председателот, ја француски убаво зборувам и англиски, нели? И му викам, бе, зашто не слушаат играчи, бе? Како им зборуваш? Овамо у Алжир, Тунис, француски. Па сите не знаат француски, бе, вика. Да. Па да, ни половина не знаат француски. Иако се поранешни колонии, па сте мислеле дека зборуваат природно на француски. Да, И вие научивте арапски, И што е воопшто тешка работа. многу тешко, многу богат јазик, многу тежок за изговарање, најубав арапски јазик зборуваат сиријците и Сауди Арабија. И сите професори што беа тамо, што бев во Алжир и во Тунис, сите беа дојдени од Сирија и од Саудиска Арабија. И морав, драгче, да учам тоа. Оти ми вика вака, вика, ако не ги водиш играчите, ние не те донесоме турист тука. Се разбира, за пари се. А истиот авион, вика, и назад те враќа. И- Сурово, меѓутоа, реално. Да, во Кипар исто така. Посебен народ Кипар од овие јужниве тука. Коректни многу. Исто со председателот. Јас зборувам англиски, дел не разбираат. Му викам такис Пелеканус председател. Викам проедрос бе, викам не слуша. Како им зборуваш? Англиски. Вика Кирандони овде не знаат сите англиски. Вика ќе учиш грчки. Еден играч Сабајле, еден поручик со мен. Пардон? На здравје, нема проблем. Здравје да имате. И исто така грчкиот јазик. Го научивте убаво. Го научи, морав да го научам. Оти и од тамо ми рекоа, и тој председател ми рече, тој авион што те донесе и ќе те врати назад. Туристи не ни требат овде. Туристи требаат само тамо каде што се трошат пари, а не каде што се создаваат. Во Канада исто така. Да. Тамо веќе знаев англиски и само ја бев. И Шули беше со мене у таа Истерн Канадиен, Се извинувам, кој? Шулинчевски Петар. Моето сеќавање за Соличевски така. Петар не е добро, морам да ви признам. Заедно отидовме, меѓутоа, Ќе кажам на крајот. му се јавија дека требал војник да оди, а ја бев војник, и се врати, и јас останав сам таму у тој тим. Кај Стив Која Ставро, година е тоа? Тоа е 64-та. 64-та. Ме пуштија, ми дадоа дозвола од ФСЈ да можам да идам, бидејќи наш клуб е тој македонски така наречен, меѓутоа само Дончо остана и председателот Стив Ставро. И Џон Битов тие беа. Џон Битов. Леле, каква историја. Морам да кажам, чисто некој ако има недоразбирање, значи Петар Шулинчевски, јас човекот не се сеќава, се разбира на мене, бев дете од 10 години, отидов да тренирам во Вардар, како што одеа и сите, во тоа време беше мора, онаш маст, што се вели, да се тренира во Вардар, меѓутоа после неколку месеци тренинг, почитувани гледачи, токму Петар Шулинчевски, Петар Шулинчевски ми рече дека не сум баш за фудбал, да пробам некој друг спорт или некоја друга кариера и ете, неуспешните фудбалери завршуваат како новинари. Но, Чичко Дончо, сосема сме на крајот на оваа емисија. Вие, иако живеете на другиот крај на светот, во Австралија, долго веќе време, очигледно пратите, следите што се случува во Македонија, не само во фудбалот, вашиот патриотизам избива од вас, како да кажам, тоа е толку видливо. Присуден е у мене. Да, и не знам, можеби еве за крај сакате да упадите една порака до нашите гледачи и генерално до граѓаните на Македонија, од човек кој што навистина многу идал на земјата, и човек кој што се надеваме уште долго време ќе се држи и на свој начин ќе биде влијаетелен во јавноста. Најпрво би сакал да кажам за репрезентацијата.
Да не се занесуваме дека сме толку веле сила фудбалска па да бараме врвни резултати. Да прифатиме овие резултати сега последниве две. Да не го напаѓаме селекторот. Оти Жозе Мориньо вика, ќе бидам добар тренер ако имам добри играчи. А овде не е таков случајот. Овде ние имаме осцилации во резултатите, во успехот. И не е убаво да се напаѓа тренерот, не чинил селекторот. Те не чинил, те не знал да го турил Јанко, го извадил Марко. Кој знае колку минутажа има во тимот тамо кај шо е. Може и да не игра, на клупата дава одмор, ама не дава форма. И затоа јас многу сакам репрезентацијата да напредува. Јас сум првиот човек на репрезентацијата и многу сакам. Меѓутоа и за Вардар исто се однесува. Да бидеме малку трпеливи. Да си туриме ред во управата тамо. Да не се мешаат некои што не се стручни у стручни работи. Да не одбираат играчи. Фудбалери му требат на Вардар. Оти секој игра фудбал, ама не е фудбалер. Затоа моја порака е трпение малку, а многу стручност, а многу компетенција на тие што работа тамо. Да си земат и обврска. Ако веќе носиш играч, тој играч не да го донесеш година, 2 години и да го пуштиш. Тој играч, ако не е способен да игра, не го носи. Следи го еднаш, 2 пати, 3 пати повеќе, додека се одлучиш да го земеш. И не само тоа. Позадината на тој играч треба да му ја знаеш. Не од трибина да го гледаш и да речеш, ова е добар, удрил топка со лева или со десна, но тоа е случајност. Не е случајност ако го следиш, го гледаш на 2, 3, 4 утакми и во клубот кај шо бил, и родителите да му ги знаеш. Оти играчот кој ќе дојде во позиција да биде нешто, тој го менува карактерот. Не донеси добар играч да ти го расипе тимот. Индивидуалци не требат, колективна игра е тимот. Ако знае да се вклопи во колективот, носи го. Ако знае, ако не знае, не го носи. Ако не е за бек, не го турај бек. Тури според потребите и можностите негови. Јас го гледав Вардар против Слуга. Против Струга беше очајно. Мене тага ме фатио од оној Вардар што го знаев. Играчите што играат во одбрана, па тие не знаат кај да стојат таму. Па противничкиот играч доаѓа испред нос, му дава гол, а он од позади. Кого чува позади? Никого. Значи не знае. Тренерите и да ги тренират, ама и да ги учат. Лесно е да тренираш некој што знае. Тешко е што не знае. Да го тренираш. Дончо, ова би можеле да го преформулираме на целата нација, предпоставувам. Компетенцијата, упорноста, дисциплината, правилниот пристап ќе не донесат, се надевам, во некакви подобри околности и на спортски план, меѓутоа и генерално како држава. Во секој случај, многу, навистина многу ви благодарам што одвоивте време да бидете во мојата емисија. За мене ретка, уникатна можност. Ви благодарам и ви посакувам да ве служи здравје уште долго. Благодарам, Драгане. И тебе што ме повика. Што можам и ја моето мислење да го кажам. Заради тоа што
На таблетот ја во Австралија, во Мелбурн, кај што живеам, стално ве пратам. И вас, и сите други, мислам, надпревари на Македонска лига, на втора лига, на трета лига. Го искршувам јазикот кога ќе ги читам некои клубови од кај се, шо се. Ја дури не сум ни чул за такви имиња. Таква ви е вистината. Така е. Нажалост. Ви благодарам уште еднаш, као почитувани гледачи, ви благодарам и на вас што не следевте оваа навистина единствена вечер, би рекол, и ова интервју со големиот Андон Дончевски. Утре во 15 часот репризата издание нова емисија, а јас ви посакувам пријатна ноќ.